civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во што се состои идејата за референдумот, дали таа е потребна и дали е добро срочено тоа референдумско прашање, да подсетиме 5 години по подпишувањето на договорот за добро соседство, и што се навистина стои за тоа и кои би биле мотивите и какви би биле реперкусиите или придобивките од еден ваков процес. Добар ден. Прво да кажам дека воопшто референдумот е највисокото демократско изјаснување на граѓаните и како таков треба да се негува како институција и во една демократска држава. Меѓутоа, што е суштинскиот проблем со референдумите во Македонија? Суштинскиот проблем е дека излезноста. Ако вие не имате 50% излезност, а многу тешко е да имате во случај доколку сите политички структури и сите етнички структури во Македонија немаат единствен став околу тоа дали ќе поддржат референдум како начин на изјаснување за одредено прашање, вие имате на крајот неуспешен референдум. И од тие причини во Македонија имаме само еден успешен референдум од независноста и самостојноста, кој патем речено исто така беше бойкотиран од една етничка структура, Нецелосно, меѓутоа нецелосно и второ од другите сите беше поддржан и поради тоа и успеа. И имаше висока излезност и 70% и така натаму. Значи, тоа е клучот. И вие, ако сте политичка партија која оди кон таков начин на демократско изјаснување, сака да го примени во политичкиот живот, вие тоа треба да го имате предвид и да го знаете. Со други зборови, според мене, ВМРО-ДПМН знае однапред дека тој референдум нема да биде успешен. Тие тоа го знаат. Па зашто го спроведуваат? Меѓутоа, зошто им треба? Им треба за да направат една политичка вежба на своето гласачко тело, да видат колку можат повеќе да придобијат гласачи за својата политичка опција. Тука не е само ВМРО-ДПМН, и Левица, нели сите овие други структури кои што и да видат дали можат да закачат плюс независни граѓани и така натаму, кои што навистина во овој изминат период беа изреволтирани од оно што се случуваше со прифаќањето на францускиот предлог. Имаше тука многу емоции во смисла дали е идентитетот загрозен и така натаму, и да одат на тој бран да направат една политичка вежба со која што би направиле добар резултат пред одредени предвремени парламентарни избори. Значи, однапред знаете вие дека референдумот нема да успее. Зошто? Затоа што во Македонија имате 1.800.000 гласачи по избирачки список, од кои 400.000 сенатори. Значи, вие имате гласачко тело 1.400.000-1.350.000. Максимум. И ако тука ги исклучите албанците кои во принцип нема да го поддржат овој референдум, видовме сите политички партии, ако имате владеачката политичка партија СДСМ каков став има кон референдумот, тоа не е случајно, затоа што и претходните референдуми така се однесува било која политичка страна да и одговара или да не и одговара изјаснување по тоа прашање. Вие знаете однапред дека тој референдум нема да успее. И сега, ако вие, втората димензија е, вие одите со прашање кое на крајот на краиштата не е релевантно за овој политички момент. Тоа прашање беше релевантно пред 3 години. Вие се сеќавате на референдумот за Преспанскиот договор. Тој беше веднаш по склучувањето на Преспанскиот договор. Плюс беше консултативен, без оглед. Меѓутоа, ако ВМРО-ДПМН е сметала дека за договорот со Бугарија треба да се разговара, требало да го постави тоа прашање порано. Во одреден политички момент. Сега, кога е тоа дел од сите меѓународни документи кои што се важни за евроинтеграцијските процеси на Македонија, и не само за тоа, важни за меѓународното право, меѓународните односи, вие сметам дека е политичка провокација да се поставува такво прашање. Политичка провокација и кон меѓународната заедница, меѓутоа и кон домашната јавност, е неодговорно пред се кон домашната јавност. Можело да се постави некакво друго прашање, евентуално. Дали може би тука има и руско влијание, како што оценија некои од да ви кажам, не би сакал да шпекулирам, затоа што немам информации, меѓутоа дали еден таков исход и на кои геополитички сили им одговара е многу јасно во Македонија. Тоа е многу јасно, дека меѓутоа јас ви велам однапред дека познато е дека таков референдум нема да успее во Македонија.
И сега, не ја гледам целата бука околу ова прашање. Единствено, сметам дека малку е, како да ви кажам, од другата политичка структура, јас иако сум дел од владата, иако сум дел, нашата партија е дел од владеачката структура, Сепак е демократска влада, па е доволно широка и... Сепак сметам дека тоа прашање требаше да му се даде внимание во парламентот, да се расправа за него и не требаше да биде отфрлено така анблок иницијативата, затоа што тука има и правни дилеми во секој случај. Сметам дека собранието има надлежност да одлучува за распишување референдум и дека прашањето не е такво што не може да се постави на референдум. Напротив, ние сме биле на референдум за Преспанскиот договор, можеме да одиме и на референдум за договорот со Бугарија. Меѓутоа, тајмингот, реков, е промашен, од друга страна и провокацијата е лоша, а лошо е и нешто друго. Политичкиот момент во контекст на економска, финансиска криза, каде што треба да потрошиме неколку милиони долари, евра и така натаму. Од тие причини сметам дека сега, во овој момент, гледаме дека се групираат овие политички структури, левица и така натаму, и дека ќе одат евентуално со друго прашање, така слушнав најновиот предлог дека е. План С. План С. Значи, ова беше план Б, сега план С имаме, добро? Доколку договорот не биде доведен во прашање, 3 години после тоа, сметам дека се друго може да биде легитимно како референдумско прашање. Македонија евентуално ќе изгуби уште 3 месеци у некаква кампања и така натаму, знаеме криза. Меѓутоа, ако некој решил да прави политичка игранка за сопственото гласачко тело, па може и да ја направи. Навистина, господин Димитровски, извинете, знам дека вам ви е редот, меѓутоа би сакал едно подпрашање, доаѓајќи и од политичка структура. Ние многу често гледаме политички постапки од партиите или од политички лидери, кои потоа некако не сносат некаква барем морална јавна одговорност или да се извинат ако нешто не ви успее, ако јавноста, експертите откријат дека имате мотиви кои се во најмала мера некоректни, иако сме видели и нечестни и валкани мотиви. На што се должи тоа што еве политички лидери, политичките номенклатури едноставно кога ќе направат некој огромен неуспех, тоа обично поминуваат така. Па знаете што, немате критична маса граѓанска која што ќе умее да ги казни. Вие имате табори кои што се политички табори зад одредени политички партии, без оглед што лидерот ќе донесе како одлука или без оглед опцијата за која што ќе се залага дали ќе загуби или нема да загуби како општествена тема, тие стојат зад него. Кај не се подржуваат прашања и теми и општествени движења, туку се подржува лидерот. Се подржува дека тие се безпрекорни во својата одлука, она што ќе го донесат. Слепо следење. Значи има едно слепо следење. Мислам дека за среќа постои еден дел на граѓанска јавност која во последно време е, да ви кажам искрено, малку повлечена и пасивна. И но таа ќе си го каже, претпоставувам, својот збор на избори. Затоа што ова на крајот е политичка тема. Референдумот, односно прашањето за нашите односи со Бугарија. Еве ние како политичка партија не го поддржавме францускиот предлог. Значи не застанавме за францускиот предлог затоа што сметаме дека не беше доволно според интересите на нашата држава, на Македонија во принцип. Меѓутоа, вие мора да имате одговорност кон тоа што се случува во државата. Имаме почеток на одреден евроинтеграцијски процес. Знаеме дека договорите се клучни, се договорите, меѓународните договори кои ги склучила Македонија се многу важни да се почитуваат. Друго е прашањето дали се тие коректни? Дали се тие коректни и друго е прашањето на нивната разработка понатамошно. Самиот договор, уште една реченица само да кажам. Самиот договор со Бугарија 2017 година е бенигн за Македонија. Никој не стана тогаш ВМРО навистина не застана зад него, предупредувала Демек дека ќе се одвиваат некакви процеси, меѓутоа самиот договор не ги констатира оние најрадикални бугарски барања. Така е.
И подоцна неговата разработка со францускиот предлог и така натаму му дава можеби малку подраматични димензии во однос на македонскиот идентитет. Ама договорот не можеме ние да го доведуваме во прашање, но ако одредена политичка партија се одлучила да го доведува, да видиме каде тоа ќе ја води пред се таа политичка партија и нејзините гласачи. Дали може би опозицијата действува антимакедонски, односно против македонските национални интереси? Ваквото неодговорно однесување, ако може така да го сведам во еден збор, мене ми наликува како на диверзија во суштината на македонските било интереси. која политичка партија регистрирана во Македонија, особено таква која што во своето име има Демократска партија за македонско национално единство, дека делува против македонските национални интереси. Иако се покажало низ историјата и на политичкиот живот во Македонија, дека одредени потези можеби и несвесно сте ги правеле во туѓа полза. Тоа е факт. Меѓутоа, ја сакам да подлечам една друга димензија на сето ова што го говореше и Благојче, извини. Во контекст на тамошните чекори за евроинтегративниот процес на Македонија. Факт е дека францускиот предлог со сите контроверзии беше на крајот Малку испеглан, малку дотребен. Усвоен, пеглан и така натаму, иако таму остануваат некои дилеми кои што ќе видиме во иднина, дали ќе се разрешат, дали ќе бидат во наша полза и така натаму. Но ние имаме една сериозна пречка, еден чекор што треба да го минеме, тоа е менувањето на уставот. Сите политички структури во Македонија, искрено речено и граѓаните, во принцип, затоа што ние сме демократско општество кое што е етнички толерантно, немаат против било која етничка заедница да биде дел од уставот, онака како што се и другите етнички заедници. Веќе има 6 освен македонската. И тоа не е спорно. Тоа воопшто не е спорно како тема. Не треба да се игра на тоа прашање. Спорно е во целата приказна. Но опозицијата вели никако нема да го прифати. Опозицијата, јас не знам што Имате ли разбирање точно оспорува. Оспорувањето според, јас ќе ви го кажам нашиот став на Демократски сојуз. Ние и во разговорите со председателот на Социјалдемократскиот сојуз како политички партнери и во целата владина коалиција, уште пред 6 месеци, значи уште кога договорот со Бугарија не беше, значи тогаш се кршкаше. Тогаш се кршкаше, односно францускиот предлог. Кога дојде премиерот за нов премиер, значи господинот Ковачевски, кога го замени Заев, првото прашање му беше дали имате против бугарите да влезат во устава. Значи дека тоа било во тоа време во некој на хоризонтот. Ние рековме дека немаме ништо против било која етничка заедница во Македонија или оние што така се чувствуваат да биде дел од уставот. Но рековме и ова, дека би сакале да видиме од бугарска страна гест на добра волја. Јас дури во едни разговори коалициони разговори со председателот на тогаш на СДС на Заев, го прашав и отворено, дали со вашиот каунтерпарт Нели Петков сте разговарале за правата на македонците во Бугарија. Елементарно, на ниво на остварување на реализирање на извршување на пресудите од Страсбург, за регистрација на 14 пресуди од Страсбург за регистрација на неколку македонски организации, меѓу кои таму има и политичка партија или и други здруженија и граѓански организации. Тогаш во тој момент Заев ми одговори дека ние сме се обиделе да го поставиме тоа прашање, меѓутоа ние не можеме да имаме договор доколку инсистираме на реципроцитет. Значи реципроцитетот не е во смисла на тоа македонците да станат дел од уставот на Бугарија, затоа што знаеме дека бугарската држава нема таков устав во кој што признава малцинства, има различна природа, туку да регистрира здруженија на македонците и да ги прифати како реалност во Бугарија. Без оглед дали станува збор нели за значи никој не вели тука дека тоа малцинство полага некакви дека има некакви претензии кон тоа со Македонија да се обединува и така натаму, затоа што сите нивни апликации се одбиени на таа основа, дека се или сепаратистичко здружение и така натаму и партии политички. Но што сакам да кажам, ние нашиот Во крајна линија, ако некое здружение на граѓани има некои такви идеи, во демократско општество
Не, во демократско општество не можете да можете да им противуставни- го дадете правото на говор. правото на говор во секој случај, меѓутоа не можете да регистрирате здружение кое што во својот статут евентуално има сепаратистички идеи. Добро, Така тоа секако. Меѓутоа, слободата на говор, Ама- ако некој сака да замислува нешто такво, без оглед на тоа колку тоа во може една да изгледа либерална во една либерална приказна. во една либерална приказна. Тука- Сакам да кажам, и ние и тогаш и сега ја условивме нашата поддршка затоа што немаме друг начин, не затоа што сме против да бугарите да бидат дел од уставот. Ние рековме, би сакале овој нареден период да го искористиме и како политичка структура, меѓутоа и со нашите меѓународни пријатели. Че има нова влада во Софија. Се зборува дека и во таа влада нема националистите да имаат. Во секој случај мислам дека тоа време во Бугарија е за нас, дека националистите нема веќе да бидат на власт во Бугарија, како што беа со Карасимир Каракачанов, со една екипа, па и со оваа на Има таков народ. Прилично која што- колоритна епизода во бугарското Има таков народ, секојдневие. изгубија доста гласови и Така ќе е, ги да. губат се уште. И мислам дека и тамо ќе победуваат структури кои што се повеќе разумни, рационални по овие прашања. Гледаме една широка таква структура, па и самата ГЕРБ политичка партија, и таму има нели разни струи. Да. И ако се формира едно движење, една политичка, една влада во Бугарија која што ќе биде благо, ако можам да кажам, насочена на поинаков начин кон прашањето со Македонија, ние треба да ги искористиме нашите меѓународни пријатели да видиме таков гест на добра волја од Бугарија. И дека јас ве уверувам дека ако тоа се случи, судот во Благоевград или апелацијскиот суд во Софија да регистрира 2-3 македонски здруженија заради тоа што ги остварува одлуките, ги реализира одлуките и ги извршува од Страсбург. На судот во Страсбург, дека во Македонија сите политички партии ќе го поддржат, не знам, за левица евентуално. Како тие ќе реагираат ако имаат инструкции од некој друг од нас. Но јас сум разговарал со, значи, и со луѓе во ВМРО ДПМН и со пратеници и така натаму. Во целата оваа приказна, зошто е ова важно? Затоа што ние не градиме договор, сега ние нели бидејќи велиме не треба да подлегнуваме на емоции, треба нас да не интересира целта да станеме земја членка на Европска унија, во ред. Меѓутоа ние меѓу другото градиме и добрососедски односи со Бугарија. Треба да живееме едни покрај други. Треба тие да го прифатат нашиот идентитет македонски. Да го прифатат едноставно, зашто гледаме дека тие имаат ограда кон македонскиот идентитет, дека не го прифаќаат јазикот, имаат своја некаква. И тоа е можеби во ред во смисла на еве ние ќе оствариме целта, ќе влеземе во Европска унија, ама не сме пријатели со Бугарија. Сакаме ли ние вистинско добро соседство, вистинско пријателство? Значи треба да видиме една подадена рака, еден мал ситен гест на добра волја во која што македонците таму нема да бидат прогонувани, се разбира и бугарите во Македонија. Јас сум против тоа да се палат нивните клубови и така натаму и било што, но и да не се провоцира со личности од минатото и историјата кои што се мрачниот дел на докажале минатото. мрачниот дел на македонската историја. Во секој случај, значи важно е да имаме добрососедски односи и утре во Европската унија ние да не бидеме каква позиција сакаме ние во Европската унија? Сакаме да бидеме, имаме блиски пријателски врски со Бугарија, Србија, Грција, Албанија и така натаму. Би било добро да подсетиме дека и во Бугарија има едно силно, би рекол, интелектуално крило, односно голем број интелектуалки и интелектуалци во либерални Бугарија. интелектуалци. Во најжестокото време на Каракачанов излегува Така. многу гласно, многу јасно во одбрана на она што се нарекува македонски интереси, македонски идентитет, правото Луѓе зборуваат само за македонскиот јазик како реалност, дека не може да го не игнорираме. Точно така. Така што има едно јадро таму кое може да биде поттикнато и од, како што рековте, и од Брисел, да биде охрабрено, да се прошири Така што и верувам дека да му даде еден Значи, со нов нашите тон. меѓународни пријатели, со Соединетите американски држави, со влијание, мора да најдеме заеднички јазик во смисла на тоа да градиме утре добрососедство и пријателство. Така. Затоа што ние ако бидеме повторно непријатели, без оглед што тие ќе напуштат во Европска унија, што сме направиле со тоа? Видовте она што се случуваше со Србија. Без оглед што таму имаме на власт Вучич кој што домашните опозиција е обвинуван за авторитарен режим и така натаму.
имавме прифаќање на Македонската православна црква. Значи имавме гестови кон Македонија, кои што и оваа социјалдемократска власт на Македонија на некој начин, иако беше поблиска до опозицијата во Србија, сепак со Вучич продолжи една приказна која што сега се нарекува Отворен Балкан и така натаму. Така. А утре сакаме и со Бугарија да имаме такви блиски односи. Еве во Грција, меѓу другото, сега ќе почнат приватни училишта на македонски јазик. Така. Значи Грција, која што е многу шовинистична, беше многу пошовинистична од Бугарија по прашањето на прифаќање на македонците. Така, да. Но македонците имаат тамо партија Виножито, која како така, Да. сепак функционира како дел од Европската Free Alliance. Да. Со други зборови, и Бугарија ќе мора да го свати историскиот момент и да се издигне на таа една ретроградна шовинистична позиција од 19. Па да побрза малку да дојде до 21-виот век. Ја се надевам. Тоа не е на крајот. Пазете, тоа е политичка партија која што има легитимни сака да дојде на власт и логично е тоа, нели, од секоја политичка партија. Злоупотребува понекогаш и ова што го вели Благојче, прашања кои што се клучна меѓународна важност и за етаблирањето на Македонија во евроструктурите. Меѓутоа треба да се дадат аргументи и македонските граѓани да го прифатат. Идејата е кај ВМРО ДПМН, ако гледате нивниот политички настап, така натаму, припишувањето на било која политичка обидот на било која политичка структура во Македонија, после влезот на Македонија, членството на Македонија во НАТО, да се врзува за некаква источна приказна, источни варијанти со Русија, со други алтернативи за Македонија е навистина осудено не само на политички неуспех, туку на генерално на пропаст на било кои наредни избори во Македонија. Не можете вие да играте на таков тип на емоција, бидејќи тоа во Македонија е, знаете, има една легенда дека Никола Груевски во една приказна, во еден разговор и на своји соговорници им кажал дека во Македонија можете да владеете ако два од трите столба на владењето во Македонија ги држите во едниот столб е народот, деме како ве поддржува народот, вториот столб се албанците, значи ако имате коалиција или договор со албанците, и третиот столб е меѓународниот фактор, односно Запад, затоа што тие се главниот меѓународен фактор во Македонија. Во оној момент, ако имате два од овие столба, ако сте добри со народот и со албанците, како што долго време владееше Никола Груевски со ДУИ и со дел од народот кој што го корумпираше и така натаму, можеше да опстане долго на власт. А ако ги немаше странците зад себе. Или ако владеете со, сега би одела приказната дека СДСМ зад себе го нема главно народот, дека владее со странците, тоа е реториката и со албанците, и дека така можете да владеете. Меѓутоа, ако изгубите еден од овие фактори, тие го изгубија на крај. Ги изгубија меѓународниот фактор го нема, ама ги изгубија и албанците, затоа што ДУИ на крајот мораше да се приориентира, виде што се приоритетите на Македонија во контекст на евроатлантските интеграции. Од овој аспект гледано сметам дека со овие идеи ВМРО ДПМН кокетира политички, дека таа не е искрено за некакво источно поврзување на Македонија. Тие знаат дека таа приказна е затворена. Тие кокетираат затоа што тоа е политички тренд. Политички тренд да се игра на емоциите на народот кој ги поддржува сега, знаете, кој стои зад македонскиот национален идентитет. Реално видовме неколку изјави на Лавров и од Русија и така натаму, од долги години поддржувајќи ги и радикалните грчки структури, и радикалните бугарски структури, па сега видовме нешто дека Гоце Делчев и така натаму одат на приказната дека го поддржуваат македонскиот национален идентитет. Тренди е во Источна Европа и во дел на десничарските структури да се поддржува Русија. И ВМРО ДПМН кокетира со таа политичка приказна за да евентуално да добива политички поени. При тоа се разбира, тука морам да направам една ограда, ова сето што го зборуваше и Благојче. Морам да ја направам таа ограда. Ние после Преспанскиот договор видовме веднаш награда членство во НАТО. Проблемот со овој француски предлог, кој е според мене, што Македонија не може да ги види веднаш благодетите, затоа што нашето членство во Европската Унија е се уште една долга патека, на долг. Се уште е неизвестно.
Тоа зависи не само од политичката култура. И многу зависи од нашите трансформативни Тоа процеси. зависи пред се од нашите трансформативни процеси. Ние видовме дека преговарачкиот процес ја изгуби трансформативната смисла во пред се Грција, односно Србија и Црна Гора преговараат со една деценија и повеќе, 14 години, десетина години. Значи, видовме дека трансформативната моќ не ги на Европската унија ослабе, не ги претвори тие општества во демократски вилаети, не се зголеми, напротив, имаше ретроградни процеси. Така е. Ние мораме да во разговорите со меѓународниот фактор со Европската унија, мора граѓаните на Република Македонија да ги видат меѓу другото и благодететите на овој евроинтегративен процес. Со други зборови, мора што повеќе да се вложат напори не само врз овој скрининг процес, туку и кога ќе почнат преговорите утре, да сериозно се трансформира ова општество. Да луѓето видат дека овие што ги споменувавме, Мијалков и компанија, дека не можат да си ја купат слободата. Дека на вистина ќе лежат за своите злодела што ги правеле. Да видат граѓаните дека тие се еднакви пред правдата. Без оглед што сега е одредена демократска структура на власт која што е за разлика од оној режим што го имавме претходно. Меѓутоа не смеат да останат овие работи на исто ниво нерешени. И значи мора да се демократизира ова општество, мора да се направи трансформација на целата државна администрација. Ние сега се соочуваме поради економската криза, уште ова реченица ќе завршам, поради економската криза се соочуваме со сериозна финансиска криза. Јавни предпријатија немаат средства да поделат плати на вработените. Министерот за финансии на неколку владени седници вели дека пари нема да добиваат повеќе од буџетот. А што значи тоа? Тоа значи дека тие ќе мора да отпуштаат работени кои што се технолошки вишок, кои што се вработувани по партиски налог, на партиски списоци. Сите политички партии се виновни тука, ниедна не треба да се амнестира. И СДСМ, и ВМРО ДПМН, и ДУИ, и сега вие имате министер од ДУИ за финансии, кој што вели, луѓе, ние немаме веќе пари. Ама оваа година сме вработиле 120 луѓе по партиски списоци. Од кои дома седат. Од кои дел од ДУИ и така натаму. Значи, ние се соочуваме затоа тој евроинтегративен процес. Јас се надевам дека нема да биде ист како што е и со другите кандидати кои што преговараат, дека тој евроинтегративен процес на вистина ќе ги подобри работите во Македонија и граѓаните ќе може да видат одредени благодети. Инаку, зошто некој би сакал, знаете, сите велат Европа, сакаме во Европа да не храни, НАТО да не брани, нели? Но тоа е една флоскула која вака се зборува меѓу народот, меѓутоа во принцип вие мора да ги видите вистинските благодети. Зошто заминуваат младите? Не само заради парите, заминуваат и заради состојбите во општеството, немање на демократија, немање на партизираност на институциите, немање на правда и така натаму. Се боревме на крајот на крајшта за квалитет на живеењето. Да, квалитет. И за тоа се борат, затоа што не одат само најсиромашните на гурбет. Напротив, трендот е токму обратен. Поимашливите одат заради тоа што сакаат да живеат во општество во кое има квалитет на живење и каде што се почитуваат. Но тоа нема да ни падне од небо, туку мора на вистина да биде изборена со помош и на политичките елити кои се овде. И ни треба на крајот консензус меѓу политичките елити, затоа што без таков консензус, дали ќе дојде до трансформација во ВМРО ДПМН и во СДСМ, не знам, ќе се одвојуваат одредени структури како што секогаш се одвојуваат. Ама мора политички консензус да се направи околу овие прашања. Инаку има ли капацитет политички ВМРО ДПМН да изгради некаков барем минимален консензус, некаква минимална заедничка почва со останатите политички субјекти? Јас мислам дека тие се политички прагматичари, дека не се заблудени русофили, за разлика од некоја друга помала политичка партија која што евентуално така функционира, дека се политички прагматичари и дека можат да најдат сили во себе. Да се надминат себе. Меѓутоа, кој е нивниот клучен проблем? Сакаат прво да дојдат на власт, па тоа да го направат. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.